Илустрација. Нема, па еднаш два пати годишно се дебатира за тема и веднаш на почетокот за тие кои што на најголем дел не присуствуваа кога започна парламентарната дебата за оваа работа, неколку факти. Дел ги кажа Александар Николовски од вашата претеничка група. Број 1. Иницијатор за процесот и конкретниот закон за илустрација не беше ВМРО-ДПМН. И ако вие, кои што подоцна влеговте во ВМРО-ДПМН, го ја знаете институционалната историја или меморија на вашата партија, прашите си во извршниот комитет на вашата партија како ја водевте дебатата, која што после дел излезе надвор. И како многу луѓе во вашиот извршен комитет тогаш беа против илустрацијата. Таа ја предложи Стојан Андов. И јас, и Цветанка, како што вели, и другите учествувавме во подобрување, во консензуалното носење на текстот на законот. За жал, тој не помина како што можеше. Не помина. Јас, например, предложив амандман, не се согласи Андов и ВМРО-ДПМН. Два момента. Лустрацијата да не биде временски ограничена. Да трае континуирано. Бидејќи во основата на овој процес е правдата и вистината. Кој од вас ќе ми каже зошто баш се бара таа вистина и правда до 2006 година? А не и до 2007, а не и до 2008, а не и до 2009. Како баш 2006, како со нож торта ја пресековте? Тоа е политиканството и партизираноста на овој процес. ВМРО-ДПМН со тоа не се согласи. Ви број 2, што е многу значајно, а се наговестува сега. Побарав во процесот на илустрација да бидат опфатени, бидејќи кодош си е кодош. Жртва е жртва, злосторник е злосторник. По име и презиме. И да не се колективизира вината или жртвата, туку да се индивидуализира. И таа има име и презиме. Конкретно лице, конкретен злосторник, конкретен кодош со ваши зборови, конкретна жртва. А не денеска вие, кои што 50% од вас сте биле припадници на други политички партии, денеска да ставате ордени дека ВМРО-ДПМН има ексклузивитет на вистината и на историјата. Аман. А демек СДСМ ги застапувало кодошите, а вие сте ги представувале жртвите. Видете, ние не сме адвокати на никој. И принципиалноста на нашата позиција е токму кога некој од ВМРО-ДПМН денески ни рече вие си правите во наводници штета што сте против ваквата илустрација, би покажували дека тоа го правиме не оптеретени од партиските интереси, ама од вербата во човековите права и слободи и правдата. Јас во тоа верувам. И немам никаков проблем, како што гласав 2008 година во Македонија да има илустрација. Пачков сега ми говори за Советна Европа и учествува во таа дебата. Кога се дискутираше 2 дена во Страсбург за осуда на тоталитарните режими, како што се осудуваше и фашистичкиот режим. Ама не се колективизираше работата. Денеска вие не сте адвокати, бе, колеги и колешки пратеници, ниту некој од вашиот извршен комитет на жртвите. Затоа што, ако ја погледнете фамилиарната генеза и развојот на кариерите на многу ваши истакнати членови во ВМРО-ДПМН од порано, како добри комунисти биле чудо. Игор не бил тоа. Ниту можел. Ниту некој од мојата фамилија. И опак не ми трепнува да разговарам за овој процес без пардон за било кој. Без разлика на неговата партиска, политичка или друга припадност. Ама, она што ВМРО-ДПМН 2008 не го прифати. Многу се спротивставуваше, се сеќавам Силвана Бонева на тоа. Ја предложив да бидат опфатени лицата кои што соработували со странските тајни служби. А ги има богами во Македонија. И тогаш, а и сега. Бугарската служба. И имаме документи во Државниот архив за тоа. И во ДБК, се уште. Ама видите мајката, од кога го поставивте оној директорон на Државниот архив, ваш истакнат член, никако да излезе нешто поврзано со тоа. Со албанската служба, со грчката служба, и тогаш и сега. И најмногу, не со српската, која ќе рече некој, со југословенската федеративна служба. Бога ми тогаш ВМРО-ДПМН како ѓавол од крст бегаше на тој мој предлог
да го прошириме опфатот. И кој Кодошел? И за станските служби, на штета на некои други, да биде предмет на вистината и на фактите. Сега доаѓам до денешниот момент. Јавноста знае и треба да знае. И не може колку и да ги читате репликите да го смените тоа. Ние сме за лустрација. Ама ние не сме за ваква лустрација. Тоа е фундаментална разлика. Бидејќи нема полошо од лоша лустрација во желбата или во врската да ја барате правдата и вистината, да наклеветите, накодошите и оцрните некого. Што велат образот да му го земете не само на починатиот, него на неговата лоза понатаму. Вие сте се грижеле за историското минато. Не е тука Илија Заминат Димовски. Па во Велес, бистите на партизаните и нивните обележја и на народните херои ги фрливте. Ги нема. Во Прилеп се кршеа, не ги обновувавте. Во кои други градови сакате да ви ги зборам? Во Скопје, на Кузман Јосифовски Питу, не дававте еден ден добар почест. Борците ги избркавте од канцелариите. Аманте со тој лажен морал. Аманте. Само прочитете што сте направили и колку не сте направиле. Ама клучната работа е, колеги, ај за оваа лустрација да збориме. Да ве прашам, дали е праведно и правично во име на вистината, на Бога, ако сакате или ако се повикувате, за да лустрирате некого, да гласате. Кои се тие, слушам, компаративни искуства од Источна Европа? Во која држава од Источна Европа, кажете ми, се гласа? Дали, например, Јордан Пачков е Кодош или не? Тоа се случи, извинувам, Игор Ивановски, да не ме сватите погрешно. Каде се случува тоа? Како тоа со гласање и со мнозинство, а не со факти и докази и документи ви утврдувате дали некој е Кодош или не? Тоа го работи Томе Аџиев и вие. Затоа сме против оваква лустрација. Бидејќи, кога наместо со факти, документи, вие ќе гласате и ќе речете, ово е, затоа што така сте гласале, овој не е, на што личи тоа? На партиска одлука, за на некого да му земете душата, животот и образот, а некој друг, кој што на вистина бил Кодош, да го амнестирате. Тоа е вашата улога. Затоа до 2006 трае процесот. Затоа што и сега има активни политички личности од ВМРО ДПМН, зашто јас, без да ги видам целосно документите, а знам дека постојат од информации, се активни на политичката сцена. Бидејќи, ако сакате да ме вратам во историјата, генот за кодошење и братоубиственост лежи во одредени радикални и десничарско-конзервативни структури на ВМРО, не на ова ДПМН. Затоа што мене ми е срам и ќе дискутирам секогаш со вас, да некој го глорифицира и фали Тодор Александров, убиец на вистинскиот револуционер и представник на ВМРО. Сега тоа, кога ќе го пресликам у денешно време, не со вас лично, не комуницирам или дебатирам, вие направивте од лустрацијата, некој ќе рече шпанска инквизиција, некој меч, некој сатар на луѓето, а се повикувате дека сакате да одите напред. И поставам прашање до сите вас, со што отиде Македонија напред, на тој начин што починатиот Славко Јаневски го лустриравте? Кажете ми една работа за Македонија добра, кај што отишла напред. Една добра работа. Нема. Значи, немате теза дека со тоа нешто сме отишле напред. Затоа Советот на Европа ни вели контроверзен ви е законот. Патем речено, тој е неуставен. И Венецијанска комисија го напиша. И ова што се случува сега со лустрацијата е уште еден доказ за распадот на правосудниот систем во државата. Уставен суд го држите на јамка, не му давате да одлучува. Вие, како партија, управниот суд го прекрши законот за лустрација, бидејќи нема одлучено по ниту една жалба на наводно лустрираните. И тие не се до крај лустрирани, бидејќи не е завршена постапката. И како тоа денеска вие ни говорите за кодошите, како да тоа е завршена работа? Вие сами го давате она за што говориме. Па вие денеска за тие што Томе Аџиев со гласање ги направил кодоши, без одлука на управен суд,
без понатамошна правна заштита. Вие веќе ги кажувате дека се кодоши. Да имаше ломача 14 век, шпанска инквизиција, ќе ги запалевте. Тоа само пресудата фали. Што ме прави различни, се извинувам, од, согласувајќи се со Митре Велјановски, црните елементи на информбирото, почнувајќи од 48 година навака, тие не прашувале, ќе влезеле дома и ќе рекле, за кого си? За Тито. Опа. Или за Сталин. Опа. Ти на голиоток, ти, еве ти, орден на трудот. Вас што ме прави различни од тие луѓе? Ништо. Ништо. Исти сте. Исти сте. Затоа што вие велите, на некој ќе му дадеме етикета кодош, ќе го казниме, ќе го жигосаме, а некој друг, што вистински бил кодош, Бога ми, ки има куќа на водно, не барака, дадено како општествен стан, куќа, викендици, титули. Да ја прашам, почитувани колеги, каде е правдата починати лица да се илустрират за да не можат да бидат функционери? Па затоа во Советна Европа и Европски парламент вика дека овој текст на законот, не процесот, е катастрофа. Затоа што на кој начин вие спроведувате правда и вистина? На никаков. Голема работа сте направиле, Славко Јаневски го направите кодош. Леле, мајко моја. И сте ја виделе правдата и вистината за илјадниците семејства. Ја нема правдата. Неправеден стана законот. Само за одредени луѓе. Кога се носеше законот, некој од ВМРО ДПМН не мисля дека кога збориме за лустрацијата, збориме за електрика, за лустери. Да, имаше такви муабети. А сега сте наводно вие предводници на вистината и праведноста. Зашто вие тоа да го имате, јас да го немам? Јас сакам целосно се расчисти. Ама не вака, како што вие го правите. Бидејќи вие го правите сето спротивното, за да не се дознае вистината. Тоа е клучот или стравот. Бидејќи кога некој во удба, во озна или во кос ангажирале кодоши, кој подобро ќе ги кодоши наводните ВМРО-вци од самите ВМРО-вци? Тоа било правилото. Па погледнете си ги обвинувањата меѓу вашите основоположници на ВМРО ДПМН. Кој го кодошел? Драган Богдановски. Па кој Драган Богдановски го кодошел? Па кого Змејко? Па кого овој, кого не? Вие си ја водите дебатата помеѓу себе, кој се кодошел? Па вие се обвинувате се уште, после 23 години постоење, дека ВМРО ДПМН е формирале комунистичката тајна полиција. Самите ВМРО-вци си го зборат тоа. Измислувам или кажувам факти? И една конкретна работа, се извинувам, ова во Дневник е објавено, каде што говори дека Ченто, како председател на Президиумот на АСНОМ и председател на Социјалистичка република Македонија, потпишал налог за апсење на починатиот поглавар на МПЦ Михаил. Тогаш, како само свештеник. Тоа се записници кои што јас ги најдов сега на интернет во Дневник објавени од Президиумот на АСНОМ. Дали тоа мене сега ми дава за право јас да кажам дека Ченто треба да се илустрира? Бидејќи тој потпишал налог за апсење на поглаварот на МПЦ кој што стана подосна поглавар, господин Михаил. И са шо правиме? По вашиот терк на лустрацијата, извадивте дека Ченто го кодошеле. И јас се согласувам дека Ченто треба да биде рехабилитиран. И немам проблем да идам да го одбележам, да речеме 2 август на споменикот на Ченто и су го направил тоа. Тоа е мојот однос према него. Ама, ајде молам, ако ова е точно што е објавено, јас само констатирам. Како тука ние ќе ја доведеме илустрацијата во еден процес во кој што стварно ќе има правда, правичност и вистина? Нема, колеги и колешки. Се уништи таа работа. И ке нас има желба да ја вратиме нормала. Ама со Томе Аџиев, со партиски послушници кои што ќе дигаат рака и ќе гласаат или ќе илустрираат и ќе зимаат човечки судбини, а ќе закопуваат претходни големи дела, само затоа што некој ќе им го каже тоа на телефон за 1100 евра месечно, тоа не е илустрација.
Тоа е партиска полиција. Идентична како во времето на информбирото. И затоа треба да се лустрира ова што сега се случува, а тоа ќе мора и ќе се случи. Благодарам.